Почитуван председателе, почитувани пратеници, почитуван премиер. Мене секогаш ми се паѓа после Панчо Минов да збори. Среќа. Премиере, се надевам дека ќе го изслушате овој мој говор, бидејќи ќе биде конструктивен, бидејќи први од него изслушате, си станавте на почетокот, а влеговте на крајот на говорот. Значи, ќе започнам со она што сметам дека е системска слабост на ова бирање заменици министри од страна на парламент, кој е непознат институт во парламентарни демократии. Имено се обидов да најдам уставна основа по која што собранието ги бира замениците министри и не успеав да најдам. Членот 89 од Уставот вели владата ја сочинуваат председател и министри, не споменува заменици министри како функција. Првото споменување на заменик министер и единствено со исклучок на овие пржински дополнителни заменици кои се накнадно воведени е во членот 19 од Законот за влада, во ставот 2 вели во случај на спреченост и отсуство на членот на влада, на седница на влада може да присуствува и одлучува заменикот на министерот кој го заменува со сите негови права, должности и одговорности и толку. Значи, тоа е во глава 5 начин на работа, не е ниту во статусни одредби кои што воведуваат. Од тука ставот на левица е дека заменици министри не треба да постојат и дека нивното место во системот треба да го превземат државните секретари, односно тие по функција да бидат заменици министри, односно единствена ингеренција нивна е да го заменуваат министерот кога ќе не може да отиде на влада. Сега ќе преминам на суштинска дискусија, зошто сметам дека предложените персонални решенија, меѓу кои има и добри, морам да нагласам, водат кон еден непринципиелен процес кој што се случува надвор и од духот и од духчињата на рамковниот договор, а тоа е она што угледниот Frankfurter Allgemeine Zeitung го нарекува либанизација на Македонија, односно дейтонизација или бейрутизација како предворје на идна кантонизација, федерализација и можна сецесија понатаму. Тоа се етапите. Јас тоа не го измислувам, затоа цитирам угледни политички списанија. Во една темелна анализа, авторот на овој текст вели дека во Македонија под премиерската палка на премиерот се случува образец, цитирам, за мултиетнички грабеж, она што ние го нарекуваме башибузук, или, уште еден цитат, за етничко заробување на институциите, каде што побитно е кој што е, гледано во етничка смисла, отколку кој колку вреди. Јас немам никаков проблем и сите пратеници да бидат албанци или роми или турци, меѓутоа да вредат, да имаат CV-ја. Во поглед на CV-јата има карактери, тоест има личности со полни CV-ја. Тука не навлегувам, се согласувам дека треба да се даде шанса на нови ликови, но за жал имате и стари ликови кои имаат багаж од минатото, за кој што ќе говорам при крајот на мојот говор. И уште еден цитат во овој длабински текст кој предупредува на можна либанизација како непосакуван процес на загрозување на унитарноста на државата, се вели дека се оди кон разградување на парламентарниот систем, бидејќи консензуалната демократија сама по себе е контрадикција, затоа што демократијата е или мнозинска или не е демократија. Во поглед на етничкиот состав, за прв пат, можеби на ова ќе изреагирате, има 8 албанци и 6, јас би ги нарекол македонци за по дома, а северно македонци за по надвор. Знам дека на ова, бидејќи е сензитивна тема и вчера реагиравте, се обидов да најдам два документа кои се надевам дека фактографски ќе ви објаснат зошто ние за време на кампањата на референдум толку предупредувавме придавката северна да не биде пред Македонија, туку да биде пред Република. Имено ETIAS, тоа е официјална страна на Европскиот информацијски систем за патување и авторизација, објавува едно соопштение и вели North Macedonian citizens дека од 2022 ќе можат да аплицираат, значи северно-македонски граѓани, и еве имам еден другар во Германија кој што аплицира за на англиски residence permit, на нашки би било дозвола за престој во Германија, во германската служба за странци од пред една недела
можете да забележите Норд Македониш со мало М, туку и со мало Н. Значи Северно-Македонец за неговата ќерка која сака да ја пријави за престој во Германија. Значи, за жал, македонскиот идентитет е суштински загрозен, особено во страна. За дома ние можеме да се викаме како сакаме, меѓутоа во другите земји настанува една граматичка асимилација на терминот слевање, на терминот северна со терминот Македонија и ние од македонци треба да се изборуваме. Веројатно тука треба да биде МНР поажурно за да им напоменува на странските партнери тоа да не го прават. Сега би одел на една антиуставна пракса која што се воведе во изминативе неколку дена од неколку министри, а тоа е антиуставната употреба на знамиња на други држави, спротивно на член 1 од Уставот кој вели дека суверенитетот е неоттугив и непренослив. И за да не зборувам на памет, се послужив со актуелната позитивно правна законска регулатива на оваа тема. Прв ќе го издвојам член 3 и член 21 од Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија, донесен во 1997 година, се уште во сила. Да ве подсетам, тој е системски или органски закон, значи се носи со двотретинско мнозинство. Во членот 21 вели при истакнување на знамето на Република Македонија во затворени простории, тоа секогаш се става од десната страна, гледано од страна на говорникот, доколку истовремено се истакнува знаме на единица на локална самоуправа или други знамиња, тие треба да стојат од левата страна, оддалечени 2 метри, 1 метро пониско и со помали димензии од знамето на Република Македонија. И предвидена е глоба од 4 до 5.000 евра за правното, а од 1.500 до 2.000 евра за одговорното лице. Јас се надевам дека како што вас ве казнија за неносење кацига, вие ќе покренете прекршачна постапка против актуелни членови на влада кои не го почитуваат овој член, доколку вие тоа не го сторите, ќе бидеме принудени ние да го сториме. Еве уште еден член од Законот за употреба на знамињата на заедниците во Република Македонија. Се сеќавате, тоа беа тензични настани, 97 имавме друг закон кој што Уставниот суд го укина, па имавме и затворски казни, тоа беше, ако не се лажам, Руфи Османи, гостиварските настани, кога се дебатираше дали албанското знаме може како знаме на друга држава, може да се употребува од припадниците. Тогашниот Уставен суд рече дека не може. Еве го образложението, вели тоа што Уставот зборува за државен суверенитет, а не за суверенитет на македонскиот народ, според Уставниот суд не им дава право на припадниците на националностите да употребуваат национално знаме, од причина што и тие се граѓани и државјани на Република Македонија, поради што државното знаме е и нивно знаме. Ова е на врвни експерти Тодор Џунов, Милан Нетков, ги знаете веројатно, од нив двајцата починати беа светски експерти во правото. Но, овој закон се укина од Уставен суд, се донесе овој што сега го цитирав од 2005 година. Тој во членот 8а, значи во измената и дополнувањето, вели знамето на Република Македонија се истакнува со други знамења, согласно со закон и со поголема димензија од 1/3 од другите знамења. Тоа значи, според овој актуелен постоечки закон, само во општините, според член 4, каде што припадници на заедниците се над 50, а не над 20, над 50% е дозволено да се употребува друго знаме, значи според овој закон може тоа да биде и знаме на друга држава, за разлика од 97, но вели со поголеми димензии и само во органите на локална самоуправа. Владата не е орган на локална самоуправа. Глобата е 600 до 1500 евра и 200 до 500 евра за одговорното лице. И со тоа ќе завршам со едно персонално решение, за кое што не сметам дека е нов лик, тоа е Агим Нухил. Агим Нухил, и бидејќи сензитивно, го ставате за заменик министер за правда. Агим Нухил имаше еден скандал. Верувам дека е грешка во CV-то тоа што го ставил дека бил декан пред да магистрира. Веројатно годините се измешани. Ако бил, тоа е скандал сам по себе, бидејќи не можете без да бидете минимум доктор на науки да бидете декан. Имено тука имаше класичен пример на каверап, односно владино прикривање, зашто во демократски земји кои ние стремиме во Западна Европа може да паднат и влади, а камоли па министер. Имено вишиот инспектор Ѓорѓе Илиевски донесе решение, го имам во списиве,
за да се укине звањето вонреден професор на. Меѓутоа, кадарот на ДУИ Африм Салју од Државен просветен инспекторат направи класичен кавер-ап, односно утврди дека 12 договори, сега ја довршувам, прв пат узурпирам, се извинувам. Нема проблем, доврши. 12 договори кои ги склучил Агим Нухил додека бил на функција министер за внатрешни, тој признал дека ги склучил, тоа е исто како да ви обяснам како јас сега да земам две плати, и од УГД и од собрание. Тоа е законски недозволиво, тој беше фатен, но за тоа само се извини и толку. Ви благодарам. Бајрам Реджепи, реплика повеле. Се извинувам. Има предност. Премиерот реплика. Почитувам пратеника Пасиев. Сакам да дебатирам. Важни теми се на тие, заради тоа што ако македонскиот парламент не дебатира, навистина ќе имаме пред се, според мене, и проблем дома. Кога веќе се јавува некогаш и проблем надвор. Лично мислам дека употребата на германски јазик, согласно германската употреба на нивниот јазик, не е соодветна на нашето идентитетско препознавање во самиот превод, ако буквално се преведува германскиот јазик. Заради тоа што имаме многу честа комуникација во која што се обраќаме према националностите, изборуваме за македонците овде и јасно се наведува тоа. Но и дури да не е така како што викам. Ако има грешки, таа се исправува како грешка. Ја затоа навлегувам во една ваква дискусија заради тоа што кај мене тежината е тоа што дома ние, без разлика за кои цели, многу често го употребуваме тоа северџани, северномакедонци или слично, и им даваме причина во многу кулуари, медиуми, надвор од државата или слично, да го користат. Ние сме македонци, кои што зборуваат македонски јазик и треба да внимаваме во делокругот на нашата употреба. Кажете што е срамно, господи пратеник? Значи, јас само кажувам дека употребата, која што уставно не е соодветна, не е коректна за било какви цели да се користи, заради тоа што, според мене, како што реков, тоа е исто така повреда на мојот идентитет, на идентитетот на македонецот. И од тој аспект, ние го ставаме под прашање и дилема македонскиот идентитет и македонскиот јазик. И тоа не треба да го правиме. И треба отворено да дебатираме за тоа. Ние сме македонци, кои што зборуваат македонски јазик, и апсолутно тоа е забележено и во Обединетите нации, признаено еве во преговарачката рамка на Европската унија, која што е драфтирана и внатре е тоа одбележено, во НАТО, каде што сме членки, и во сите други меѓународни институции. Во делот на почитувањето на законите и Уставот, навистина, ќе кажам, како председател на влада кој што одговара пред овој парламент, јас би го прифатил секој укажување за почитување на законот, Уставот во државата, и навистина институциите соодветни за тоа треба да постапуваат. Парламентот и дебатата во парламентот исто така е допрен глас. Но не можам да се согласам постојано да имаме предавања за Устав и за закон, а по 100 пати на ден да се крши Уставот на Република Северна Македонија со неупотреба на уставното име на нашата земја. Кога е поисправно држањето на тоа предавање? Кога имате аргументи, кои почитувате Уставот и законот, и тоа го правите према сите други, а барате плюс тоа институциите да постапуваат. Ако институцијата пратени и парламент не го почитува Уставот, како тоа да очекуваме сите други граѓани да го Пасиев Димитар, контрареплика. Колешке, ќе имате можност на наредниот говор да се јавите на реп. А па се времето, тоа не значи дека треба да дофрлите од место. Па сега немојте. Јас не ги дадов паузите, ги бараа од мене паузите и ги испочитував деловникот по барање да давам пауза како што се бара. Тоа што да правам.
почитуван премиер, не мора за се да се согласиме, но мораме да се слушаме. Значи, внимателно ја слушав репликата. Сакам да ви укажам, нас не спасува ортодоксијата, право зборувањето, туку ортопраксијата. Значи, она што во пракса го правиме, она што во пракса беше направено по поглед на уставното име, е дека не се испочитува народната волја, што е недозволиво во една демократија, и од тука, при неуспешен втор референдум за промена на име, си останува во сила задолжителниот референдум од 91-ва, кој во самото референдумско прашање беше дали сте за суверена и независна држава Македонија. Од тука јас го користам тоа што е утврдено на народот на референдум од 91 година, така што не 80, 120 пратеници не можат тоа да го поправат. А во однос на идентитетот ми текнува на една анегдота од Егејска Македонија, кога еден наш тамушен кај Лерин, едно село, сакал да го крсти синот Киро. И овој попот му вика, ние ќе го крстиме Кирјакис, а ти по дома викај си го Киро. Така и ние со идентитетот. Ние за нив ќе бидеме северно македонци, а ние по дома ќе си бидеме македонци. Благодарам. Байрам Реджепи, реплика. Байрам Реджепи, реплика. Почитуван колега Пасиев, пред да ја почнем репликава, ќе се користам со една латинска проговорка, вика Aquila non captat muscas. Тоа во превод значи орлите не бркат комарци. Реално гледам дека толку голем товар имате за овие фолклор, патриотски теми и би сакал да ве посоветувам да не губите толку многу време и енергија, бидејќи нашиве различности не се природни, нити ги создал Господ, нити ги создала природата. Апсолутно нашиве различности, оти вие секогаш ги спомнувате македонци, албанци, турци и така натаму, реално сакам да ве посоветувам да не се занимавате, бидејќи за неколку стотина години, можеби побрзо, светот нема да има јазици, светот нема да има нации, светот нема да има граници, нема да има држави, бидејќи овие различности настанале во минатото заради неможноста на движење на луѓево, а посебно на информациите во целиот свет. Реално да сте сигурни дека нашиве потомци ќе се чудат и ќе се смеат зашто сме изгубиле време и енергија и зашто се сме занимавале досега за овие сосема непотребни и несуштински и теми кои што не делат, а апсолутно не приближуваат. Реално, нашиве граѓани не плаќат тука да создадеме подобри услови за живот за нашиве деца, за нашиве генерации и апсолутно не ги интересираат ваквите фолклор, би ги нарекол фолклор, националистички идеологии и теми, бидејќи реално, апсолутно фокусот и според сите анкети што ние сме ги направиле досега, апсолутно не ги интересираат луѓето ваквите идеологии и теми. Тие апсолутно сака да им изградиме болници, сака да им изградиме патишта, школи, сакаат подобра иднина, која што апсолутно ова влада покажа и во минатото и ќе покаже и во иднина дека има капацитет, има и храброст да ги реши сите тие пречки што досега ни беа голема пречка во нашиот развој, во нашето патување кон Европската Унија и кон тоа европска цивилизација. Ви благодарам. Апасиев, реплика.
Реджепи, ви благодарам што отворивте сесијата на реплики кон мене, бидејќи бев бојкотиран до сега. Одлична дискусија имавте, значи ме радува фактот што ја почнавте смирено и со латински, бидејќи веројатно знаете предавам римско право и латинскиот ми е слаба страна, меѓутоа направивте една каузална инверзија и јас да почнам со латински, тоа се вика post hoc ergo propter hoc или грешка на каузална инверзија. Например, петелот пее пред изгреј сонце, сонцето изгрева поради петелот. Значи, Апасиев не ги отвара овие прашања, само ги проблематизира. Вашите министри од ДУИ ги отвараат овие прашања со намерни провокации. А ќе се согласам, како што кажал Монтеские, јас сум нужно човек, а французин случајно. Така и јас и вие, веројатно во други животи ќе бидеме нешто друго или сме можеле да се родиме како друго, меѓутоа ве уверувам дека сиромашниот работник албанец ми е многу поблизок отколку македонскиот олигарх и чорбаџи. Арта Биля. Бедри Фазли. Реплик. Тендерувар колег. Почитувани колеги, почитуван председател на собранието, почитуван премиер. Господинот говорник го запозна говорот и рече дека ќе биде конструктивен, благодарение на Господ. Но во текот на неговиот говор, како да подзаборави на оваа конструктивност и повеќе искористи провокативен речник и мене ми се чини дека беше повеќе за медиумско шоу. Внимателно го слушнав бидејќи тој е универзитетски професор и првиот говор од овој денешниот се разликува. За наша среќа нема навредувачки зборови, што мене ми е дури срам да ги изречам. Но на крајот ни прочита некои проверби и потоа повторно се врати на неговиот провокативен речник. Зборуваше за консенсуална политика и јас велам дека оваа политика која што ДУИ ја промовира и се обидува да ја спроведува и ја спроведува е во корист на демократијата во оваа земја. Почитувани колеги, јас тука имам замисла и желба во нашата земја да се создаде политичка класа која на вистина и вистински ќе се занимава со политичките прашања, нема да го злоупотребува ова место, односно говорница во собранието. Неколку пати сме спомнувале и ќе повториме и вечерва. ДУИ сме сериозна партија, комплетирана, имаме традиција во политика, дури и се смета за политичка академија за дел од колегите кои се присутни во оваа сала. Нема да должам повеќе, ќе завршам со реченица на еден добро познат наш Оџа Асипи од Слупча, некој вели, ќе кажам на македонски. Треба да се потрудиш, да се докажеш што си. Ќе дојде време, ќе се докажеш кој си. Ги фалмерите. Ви благодарам. Димитар Апасиев, контрареплика. Почитуван колега Бедри Фазлиу, се надевам дека друг пат кога ќе ми реплицирате, барем на македонски ќе зборувате, бидејќи преводот е многу слаб и искрено 70% од Пасиев, ќе ве молам. Од говорот немојте така. Немојте така, сега тоа е навреда за службеници кои што седат цел ден овде. Јас кажувам дека ќе ве молам. пропусти, 70%. Немојте пропуст сега, тоа е навреда за тој работник кој што седи тама, а се повикувате на работник. Тој е работник кој што седи тама и работи цел ден. Добро, јас ќе ве молам. Добивам коментари од луѓето и ако коментари од луѓето овде се работи за
државен службеник кој што си ја врши својата работа и за која што прима плата, а вие се повикувате на заштита на работникот. А тој е работник за нас, за вас. Му е платата за да работи. Добро, може да контрареплицирам се. Може. Значи, немојте во поглед на тоа медиумско шоу, веројатно самото мое постоење вие медиумско шоу, секогаш кога ќе излезам, ги читам и критиките, не ни допираат од лево уво ми влева, од десно ми излева. Еве сега јас ќе се задржам на оно што го кажав за Дуј. Се согласувам дека другите партии можат да учат од Дуј, дури и левица може да учи од Дуј. Меѓутоа, учењето од Дуј е за тоа како се оценува и како се турка државата кон еден непосакуван правец. А еве ќе ви кажам што е финтата со Нухил. Еве, да предпоставиме, не знам дали премиерот дошол со Мерцедесот на Груевски или со друга кола, тоа е како јас да го украдам Мерцедесот и да си тргнам на кај аеродром и да ме фати полиција и јас да речам: извинете, признавам, го украдов, ајде да платам колку е такси до аеродром, 200 денара. Тоа го има направено. Значи, Управа за финансиска полиција го фатила, овој вика: да, јас земав пари од двете места, а и ќе ги вратам. Како така? Си има кривична одговорност за тоа.